Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено. И јас уште на почеток ќе ве потсетам дека ова се сега веќе циклус изданија од оваа емисија кои ги посветуваме на промоција на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола во пресред на новата академска 2026-2027 година. Денеска заедно со нас професор доктор Тања Јовановска, директорка на Високата медицинска школа во Битола, што самото значи дека ја представуваме ова единица на Укло. Директорке, добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Добар ден и ви благодарам за можноста која ми ја давате за да ја промовирам, односно да ги кажам условите, можностите кои што ги дава Високата медицинска школа во тек на престојните уписи за академска 2026-2027 година. Би рекла, нема битолчанец, па и граѓанин од поширокиот регион, кој што не слушнал за Високата медицинска школа и не знае што тука се работи, каков кадар се едуцира, но сепак имаме и млади генерации, млади луѓе кои што треба повеќе да се запознаат со работата на Високата медицинска школа, па и со историјата на оваа установа. Ајде така да го започнеме и разговорот. Да, точно така. Високата медицинска школа е основана во далечната 1988 година, што значи постои 38 години. И она што е најважно е тоа дека е прва школа од овој тип во нашата република, односно прва школа која што започна со едукација на медицински сестри. Тоа се кадри кои што ги има по клиниките и кои што се уште се присутни и доаѓаат истите да дипломираат на втор циклус на студии. Што значи, ќе повторам дека во 1988 година е основана Висшата медицинска школа во Битола, за да после тоа биде акредитирана и студиска програма за лаборанти, односно медицинско-лабораториски аналитичари, а во 2002 година со законски одлуки и решенија сите висши школи се трансформирани во високи медицински школи. Сето тоа значи дека имате долга традиција, дека од тука излегуваат одлични кадри кои што се барани на пазарот на трудот, но и оно што го кажувате дека Високата медицинска школа е првата ваква установа, ќе речам, од ваков тип во Македонија, доволно зборува. Обстојувате 38 години, што значи квалитетот е потврден, студентите, младите луѓе тоа го препознаваат и да кажеме дека редовно запишувате голем број на студенти. Да, така е. Ние темелот го имавме, се трудиме максимално да го одржиме она што ни е дадено, како ваква институција која што е единствено, уште еднаш ќе споменам, затоа што е самостојна и секако е единица во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, за разлика од другите школи кои што едуцираат медицински сестри, овие здравствени стручни профили, тие се во склоп на факултетите за медицински науки, како што е во Скопје, во Тетово и во Штип. Значи, она што не издвојува е нашата самостојност. Така. Како такви функционирате 38 години, значи за 2 години 40 ката ќе заокружите, што е навистина долг период, период во кој што како и сите нели сте се соочувале со одредени предизвици, но еве успешно ги надминувате. Да, точно така. Самиот факт на постојање на многу институции од овој тип наметнува и конкурентност, меѓутоа сметам дека навистина квалитетот се препознава од секој аспект во нашата институција, затоа најдобро зборуваат и самите студенти. И нешто што е во тек и што мислам дека заслужува јавноста да го знае, тоа е основање на факултет за медицински науки и здравство. А што значи тоа? Би одговорила веднаш без прашање. Тоа значи дека се оснива нова единица во рамките на универзитетот, тоа ќе биде факултет за медицински науки и здравство, а тоа значи академско образование за медицинските сестри, акушерките и лаборантите.
високата медицинска школа? Тоа се едни законски постапки и процедури, затоа да оставиме простор на надлежните институции, поточно на надлежното, на ресорното Министерство за образование и цела онаа постапка која што е детално и добро регулирана во членовите од Законот за високо образование, што значи основање на една нова ваква единица и кои се критериуми треба да бидат исполнети и што значи после тоа формирање на наставно-научен совет, затоа што ние мора да правиме разлика, ние имаме наставнички совет, затоа што сме стручни студии, тоа би значело академски студии со наставно-научен совет и сите оние други работи кои што следуваат согласно законот. Во секој случај тоа ќе биде нешто што и сегашните студенти го очекуваат, меѓутоа и оние млади кадри кои што допрва треба да размислуваат за високото образование, имајќи предвид дека од тука се вади кадар кој што е многу баран, не само во државава, туку и надвородно. Да, така е, точно кадарот е баран, тоа се стручни кадри, медицински сестри, акушерки, физиотерапевти, ќе збарувам јас и за студиските програми кои ги имаме, меѓутоа она што ќе го понуди новиот факултет, тоа ќе бидат академски студии, значи сите оние студенти кои што сакаат академско образование, меѓутоа сестри, акушерки и лаборанти, би го нашле во тие 4 годишни академски студии. Овај проект е навистина значаен, не само за нашата институција, за нашиот универзитет и пошироко. Вакви факултети во овој регион нема? Нема. Академски студии за сестри и за акушерки, како што напоменав, нема во регионот, да, меѓутоа во нашата држава нема, а во регионот, да, во Словенија, во Бугарија, тоа се веќе академски студии одавна. Ајде да им појасниме, ќе се задржиме уште малку на оваа тема. Што значи академски студии, а што студии што сега веќе ги имаме? Значи, што се однесува до разликата, академските студии значат продолжување на образованието во академски правец, втор циклус академски, трет циклус. Тоа ќе им даде можност на тие кадри кои што ќе успеат да се едуцираат, како што кажа во тој правец, да бидат вклучени во процесот на едукација во ваквите школи, како што се нашата школа и останатите во нашата република. Веќе кажав, од тука излегуваат кадри кои што веќе си го наоѓаат својот пат не само тука во Македонија, туку и надвор од нашите граници. Како гледате на ова време и на потребата од ваков кадар? Велат дека медицински сестри се и тоа како потребни во сите медицински установи. Да, медицинските сестри се и како потребни во јавните установи, во приватните установи, меѓутоа знаете како сестрите се многу гласни со нивните здруженија, со нивните асоциации и тие си го бараат правото, си ги изнесуваат секојдневно своите проблеми, како се препознати, односно непрепознати, како се вреднувани, како е вреднувана нивната едукација, затоа зборуваат самите тие. Меѓутоа, она што можам да го кажам е тоа дека секој еден кој што ќе се едуцира бара подобри услови, и материјални и услови за работа. Така да, знаете, трендот на заминување не само од јавното здравство, заминување од дејноста и од државата е се поприсутно. Добро, ќе направиме сега една музичка пауза, па за она што значи студиски програми кои што се нудат на Високата медицинска школа во Битола. Почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Бесани ноќва минува, со себе пак јас војувам и немам сила, пак да сум крива. Пред вистина замижуваш, не сакам да ти признам, јас не сум твоја, колку ме немаш. Душа си разболувам и не сакам да те повредам, од кожа него уште го кријам. Мисле време леко те од срце ќе го искорне, на тој ми треба за да се смирам. Немој, не осветувај ме, сакав јас да ми бидеш се, невојна ми започна, срцево со главата. Секој
но тој ми треба за да се смирам. Почитувани слушатели, ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола. Ја следите емисијата за Универзитетот отворено, во која денеска зборуваме за Високата медицинска школа во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Наша гостинка, професор доктор Тања Јовановска, директорка на школата. Рековме дека сега во овој дел од разговорот малку повеќе за студиските програми кои што им се нудат на младите, а ги има доста. Да. Нашата институција има акредитирани студиски програми, потенцирам повторно, стручни студии, на прв и на втор циклус студии. Што се однесува до првиот циклус студии, имаме акредитирани студиски програми за медицинска сестра, акушерка, физиотерапевт, радиолошки технолог и медицинско-лабораториски аналитичар. Тоа се тие 5 студии на прв циклус, стручни студии. А за вториот циклус студии, акредитација имаме за 8 студиски програми, и тоа за следните програми: специализација за хирургија, травматологија и ортопедија, како и окупациона терапија, тоа е за физиотерапевтите. За медицинските сестри имаме специализација за интензивна нега, ментално здравје, семејна и патронажна грижа и специализација по онкологија. За медицинско-лабораториските аналитичари е специализација за биохемиски анализи, и за радиолошките технолози специализација за компјутерска томографија и магнетна резонанца. Во тек е акредитација, односно во постапка на акредитација, поднесени се елаборати до Одборот за акредитација и до Агенцијата за квалитет. Тоа се студиските програми за радиотерапија и инструментарка. Зборуваме за втор циклус студии? За втор циклус студии. И нешто за специјалистички студии. И нешто што сакам да истакнам е специјализацијата за втор циклус специјалистички студии за радиотерапија, која што е изготвена, односно елаборатот е подготвен заедно со стручните кадри од клиниката за радиотерапија во клиниката во Скопје, затоа што од тука се наметна и идејата и потребата за акредитација на оваа студиска програма за тие стручни профили кои што работат во самата клиника. За прв циклус студии, како што кажавте, имате 5 студиски програми, кои што и редовно се реализират низ годините наназад и остануваат и понатаму, затоа што навистина има интерес за нив. Да, има интерес, особено има интерес и за медицинските сестри, и за физиотерапевтите, и за останатите. А исто така интересот е доста голем и за студиските програми од втор циклус специјалистички студии. Најновата акредитација која што имаме е специјализацијата по окупациона терапија, што представува голем чекор за развој на современи рехабилитацијски услуги. Таа е важна за општеството, бидејќи овозможува подобра поддршка на лица со попреченост, хронични состојби, повреди и нарушена функционалност, се со цел за нивно поголемо осамостојување, вклучување во секојдневниот живот и подобар квалитет на живот. И уште еднаш потенцирам, ова е студиска програма за која што добивме решение за акредитација сега во да речам пред известно време, и тоа би значило упис на студенти за оваа академска година. А за останатите две кои што ги кажавте, тие се во тек на акредитација? Така да за оваа академска година нема да може да бидат, затоа што мора ние да го имаме. Не верувам да стигнам, а освен до нова година, ако ги добиеме решенијата за акредитација за почеток со работа, само во тој случај, затоа што уписите, знаете, за втор циклус се малку подоцна, би можеле да ги вклучиме и нив во уписот. Образованието што го добиват тука младите на прв циклус, сега студии ќе зборуваме, веќе кажавме дека е препознаено како одлично, нешто што ќе им треба на младите за да можат да се понудат на пазарот на труд и да бидат прифатени. А за сето тоа да биде во најдобар ред, тука е кадарот кој што работи со нив. Да, ние имаме наставен кадар кој што делумно е подмладен, меѓутоа треба да се оди во правец на подмладување, затоа што знаете како, и тоа веќе се наметнува како проблем. Се трудиме, меѓутоа тие се работи кои што не зависат од нас, потребни се согласности, потребен е интерес од страна на лекарите или, како што кажавме, идните академски едуцирани
професионалци во оваа област да бидат вклучени во наставниот процес, што би значило еден континуитет и на овие студиски програми и на оваа институција и секако и квалитет. Оно што е значајно и што секако е поддршка за образовниот процес е што Високата медицинска школа се наоѓа токму во просторите на клиничката болница во Битола, па кога се работи барем за практичниот дел, тука сте и редовни, мислам студентите ваши се редовно присутни во сите одделенија на клиничката болница. Да, тоа е неминовно затоа што овие струки барат практична настава и така се дизајнирани студиските програми каде што доминира практичната настава и така треба да биде, тоа се усогласени према останатите студиски програми европските, затоа што се сестрите и акушерките дел од регулираните професии, тоа мора да биде така, доволен број на часови по практична настава, вежби и слично, а тоа значи дека основна база за практичната настава ни представува клиничката болница со сите оддели, исто така тука и Центарот за јавно здравје, тука се и специјализираните болници, одиме и во Охрид, како што е Свети Еразмо, специјализираната болница, понатаму геријатриската установа, Сјурајдер, и што би издвоила друго. Во плодност, мислам. Во плодност, да, имаме извонредна база за акушерките со едни најсовремени услови и мислам дека задоволството на студентите е видено. Колку пак тие, сега ќе зборувам за приватните медицински установи, како се задоволни од она што како кадар го гледаат таму, млад кадар, од кој што можеби понатаму можат да црпат свој вработен. Да, тоа е така точно, затоа што оние студенти кои што покажуваат интерес, кои што покажуваат квалитет во текот на студиите и во текот на практичната настава која што ја обавуваат таму, се идни нивни вработени во нивните болници, приватни, па и во јавно здравствените установи. Можев да забележам, барем во ова академска 2025-2026 година, дека некои од вашите студенти веќе одат чекор понапред, значи запишуваат магистерски студии надвор од државата на неодамно одржаниот колабораториум од Алијансата Колорс, каде што им Високата медицинска школа партиципираше заедно со Факултетот за биотехнички науки, имавте пратено ваша студентка, алумнистка, која што кажа дека магистерски студии веќе има во Шпанија. Да, тоа е наша студентка која што заврши тука и прв и втор циклус на специјалистички студии, меѓутоа своето образование го продолжи на технолошко-техничкиот факултет и после тоа замина и на магистерски студии во Шпанија, да. Ова како податок го кажав со намера да им кажеме на слушателите дека навистина тука излегуваат кадри, а доколку сака да продолжат понатаму си го наоѓаат патот. Секако можностите се отворени и студентите се тие кои што одлучуваат како ќе продолжат и како ќе се насочат понатаму. Може би во овој дел уште да кажеме дека вашите студенти имат и можности за да остварат и одредени студентски престои надвор од Македонија благодарение на соработките што ги имате со слични вакви установи, мислам образовни, но и со центри медицински. Да, такви можности имат не само студентите, такви можности има и наставниот кадар, а Високата медицинска школа покажува значајни активности и во рамките на Еразмус плюс мобилностите преку континуирано учество во влезни и излезни академски активности. Неодамна имавме излезна мобилност на наставен кадар од нашата школа, која што реализираше мобилност во Варшава, Полска. Во делот на влезна студентска мобилност, значи студенти кои што дошле во нашата институција во период од март до мај, беа реализирани мобилности на 3 студентки од Република Бугарија, а сега се потврдени и нови влезни студентски мобилности од Полска, и тоа во престојниот период во јули и од Белгија за во ноември. А во рамките на влезните мобилности на наставен кадар, досега школата беше домаќин на 5 професори од Бугарија, 4 професори од Турција, а дополнително пак Високата медицинска школа е дел од БИП програмите. Тоа се тие интензивни програми, преку кои беа испратени 5 студенти на Еразмус плюс програма во Киелце, Полска, што дополнително ја потврдува меѓународната отвореност, академската соработка и европската ориентација на институцијата.
Колку се студентите заинтересирани да ги реализираат овие? Да, има заинтересираност. Што е многу интересно, има голема заинтересираност на партнерите со оние факултети и институции со кои што имаме подпишано договори. Интересот е голем за доаѓање во нашата школа, да речам, каде што имаат можности и да видат начинот на образование, начинот на реализирање на практична настава, меѓутоа и оној дел кој што исто така многу важен за студентскиот живот, тоа е како нашите студенти тука ги преземат и како функционира тој слободен студентски живот. Да, тоа се пријателства кои што остануваат и не се заборават. Се надевам дека и во иднина, нели кажавте веќе и во следниот период ќе ги имате. Имаме сериозни активности и тука сме навистина можеме да се пофалиме во тој дел. Дозволете да направиме сега уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Веќе не, жал ми е за тебе, не си дете, не ли гледаш дека се мачиме, да успееме. И сега оди си, нема да се трудам, веќе не си испразни погледи ти доби осамени, веќе немаме што муабет да правиме, ти оди кај што одиш, за таму ти се роди. Јас имам други планови во животот. Ќе отидам на места кај што никогаш не сум отишла. Ќе гледам како звездите блеснуваат во мрак. Ќе пеам на цел глас до рани зори јас. Ќе танцувам на песна вако да е последна. Не сум ти ни мајка, ниту лек за твојот немир. Премногу се трудев, но веќе не ни вреди. И сега оди си, нема да се трудам, веќе не си испразни погледи ти доби осамени, веќе немаме што муабет да правиме, ти оди кај што одиш, за таму ти се роди. Да си имам други планови во животот. Ќе отидам на места кај што никогаш не сум отишла. Ќе гледам како звездите блеснуваат во мрак. Ќе пеам на цел глас до рани зори јас. Ќе танцувам на песна вако да е последна. На места кај што никогаш не сум отишла. Ке гледам како звездите блеснуваат во мрак. Ке пеам на цел глас до рани зори јас. Ке танцувам на песна вако да е последна. Директорка Јовановска, како што кажавме, во овој завршен дел од емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио по ФМ Битола, малку повеќе да проговориме за оно што значат проектни активности на Високата медицинска школа. Редовно имате доста проекти кои што ги реализирате и редовно аплицирате за нови. Да. Во моментот Високата медицинска школа активно конкурира во повеќе меѓународни проектни апликации од програмите Erasmus Plus и Horizon Europe, кои се во процес на евалуација и се уште не се финално одобрени. Се надеваме дека некои од тие проекти би биле одобрени, што значи секако многу за нашата институција и за универзитетот. Во рамки на овие апликации, школата преку УКЛО се јавува како координатор или како партнер, член на меѓународни конзорциуми.
Како, например, проектот Ребоди е насочен кон поддршка на младите, емоционална благосостојба, телесна перцепција и превенција, што е многу интересно, на нарушувања во исхраната преку неформални и иновативни методологии, нешто што е битно и тренд. Понатаму, Асана AI предвидува развој на модел поддржан од вештачката интелигенција, што е сега знаете како се поприсутно, за студенти од здравствените науки, со цел унапредување на дигиталните компетенции, благосостојбата и интеркултурната соработка. Друг проект, DigiSense, ова се акроними, како Horizon европска апликација, се однесува на развој на мултисензорни средини и стратегии за заштита на менталното здравје на деца и млади во дигиталната ера. Нареден проект, Neomedics AI, е насочен кон дигитална трансформација на медицинско образование преку една платформа за вештачка интелигенција, клинички случаи и интерактивни образовни материјали. Дополнително, апликацијата за интегративен коучинг во сестринството има цел да го зајакне професионалниот развој на медицинските сестри, комуникацијата со пациентите и персонализирана здравствена грижа преку меѓународна соработка и современа едукација. Мислам дека ова зборува доволно. Да. Зборува многу, овие се поднесени, се надевам, така ќе речам, како ќе бидат препознати и одобрени овие проектни апликации. Во проектните апликации се барем во поголемиот дел од нив, освен професорски кадар, да се вклучени студентите. Па како стоите на... Да, тоа чекаме да видиме како ќе оди одобрувањето на овие апликации, секако ќе бидат вклучени и студенти, ќе биде вклучен и наставен кадар и ненаставен кадар, така да тоа остава можност за поголема вклученост на и на студентите сега. Добро, за професорскиот кадар е важно да биде учесник во проекти, но исто така и да биде изработувач, ќе речеме, на истражувања, па учество на меѓународни домашни конференции. И тука сте... Да, можеме да кажеме дека сме добри. Особено е важно и значајно учеството на студентите. Тоа е многу важно. Да, иначе ние како наставен кадар имаме можности на вистина и самата институција дава можности да бидат дел од средствата покриени за да може да им се овозможи на наставниот кадар да земат учество и да дадат своји трудови, да се презентираат на научни конференции и така натаму. Меѓутоа, покрај наставна дејност која што е основна секако, Високата медицинска школа ги вклучува студентите во тие студентски конференции, како што кажавте, други стручни настани и научно-истражувачки активности. Студентите во нашата институција континуирано се мотивираат и поддржуваат да учествуваат во програми за меѓународна размена, и тоа преку ЦЕПУС и Еразмус плюс програми, со цел за да се прошират нивните знаења, а и да стекнат нови искуства и да стекнат, односно да развијат професионални компетенции во меѓународна средина. Тоа е многу важно за студентите. И Високата медицинска школа во овој контекст, има склучено 4 нови меморандуми за соработка со релевантни институции, со што се создаваат подобри услови за поквалитетна практична настава на студентите. На овој начин, нашите студенти не се само учесници во наставниот процес, туку тие се и активни чинители, активно учествуваат во академскиот, научниот, практичниот и меѓународниот развој на Високата медицинска школа. Ја спомнавте студентската конференција, мислевме на студентската UCLO Colors конференција, која што традиционално веќе се одржува на универзитетот, и со оглед на тоа што редовно ја следам конференцијата, забележително и учеството на студентите токму од Високата медицинска школа со извонредни трудови и истражувања кои привлекуваат особено внимание пред присутните. Да, нашите студенти се редовни учесници, редовно учествуваат со своји трудови со нашите ментори, со наставниците и се едни од најредовните и најнаградуваните. Па практично и најголем број студенти има од токму од Високата медицинска школа на оваа конференција, што е секако за поздравување.
Нови поттик за останатите. Тоа е поттик и за останатите и тоа зборува за ангажманот, за интересот на нашите студенти да одат напред, да учествуваат во едни вакви проекти, кои што значат многу за нивното искуство, за нивната надградба и се што ќе излезе од тука како квалитет, што за нас зборува исто така многу. Ова како да им се каже на младите кои што се уште не размислиле каде да го продолжат своето високо образование, малку повеќе да помислите на високата медицинска школа, затоа што освен знаење тука ќе добијат и нешто друго, можност малку и самите или малку повеќе и самите да истражуваат, да видат како е на тоа поле. Да, високата медицинска школа, да не звучам нескромно, навистина нуди можности од сите аспекти, пред се од квалитет во образовниот процес, меѓутоа квалитет во однос на практична настава, како што кажав, со сите оние договори за соработка со институциите каде што се обавува практичната настава, меѓутоа она што пак ќе кажам можеби не издвојува и се просторните услови и перфектните услови за изведување на настава, за поминување на тој дел од изведувањето на предавањата, на кабинетските вежби, кои што ги има во нашата институција на највисоко можно ниво. И сега останува за крај уште да ја слушнеме вашата порака до младите, до идните, но и сегашните студенти, не само на високата медицинска школа, туку воопшто на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Мојата порака е јасна. Навистина би сакала сите студенти кои што го завршуваат сега своето средно образование да го барат, односно да барат да продолжат во нашиот универзитет, затоа што има квалитетни единици, има квалитетен наставен кадар и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е исто така еден од реномираните универзитети кој што нуди доста можности, како што спомнав, кога зборувам за високата медицинска школа, тоа би значило и пошироко и за самиот универзитет. Ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за разговорот. На крај ќе ви посакам добро здравје пред се и секако успешна нова академска 2026-2027 година. Ви благодарам и очекуваме да запишеме, ако не повеќе, барем ист број како што имавме во минатата година. Тоа е пристоен еден број на студенти и на прв и на втор циклус на студии. Ви благодарам. Време за плачење, колку жешко може дај, се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас ќе помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема, нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене, еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш,
Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. УКЛО ФМ, Битола, јули 2026 година. УКЛО ФМ 90,8. Избери квалитет, избери традиција, избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk